Делегацијата на германското стопанство, која што соработува со училиштето Киро Спанџов Брко веќе од 2017 година, а 2018 ги установивме првите паралелки за дуално образование по германски стандарди. Тоа прв пат во Македонија беше. Прв пат во Македонија, да. Значи по германски стандарди преку квалификацијата техничар за индустријска мехатроника. Можете ли нешто поблиско да ни кажете за оваа работа? Така. Таа беше ново, да речем, ново оформена квалификација, токму поради потребите на приватниот сектор. Пред се, тука главна улога играше и Дрекселмаер за воведување на таква квалификација, која што беше многу потребна на пазарот на труд. И како што реков, значи, една од клучните аспекти е тоа што учениците имаат можност поголем период да поминат на практична обука во компанија, за тоа и соодветствува на германското дуално образование. Исто така при креирањето на наставните програми се водеше сметка да има корелација со германскиот мехатроничар. Значи да се поклопуваат содржините што ги учат учениците тука со она што го учат, изучуваат во Германија. Имаме ли интерес околу адресите за оваа работа? Да, секако дека имаме голем интерес. Меѓутоа паралелно Имаме ли опрема? Имаме опрема? Во компанијата Дрекселмаер секако дека имаме опрема, а и училиштето доби донација од компанијата, така што верувам дека имаме опрема, секогаш може нели подобро. Еве во моментов може да ви кажам дека подготвуваме и превод на германска книга по мехатроника, која што ќе ми биде дадена на располагање на учениците, да. Повеќе од учебник, бидејќи некаде 700 страни, така што меѓутоа ќе им користи во текот на сите 4 години. Ако вие сте представник на германскиот капитал од во Македонија, имаме ли сили, можности, образовни способности да го стигнеме или да бидеме на некој рамниште со германците? Па токму и целта да затоа и ги организираме овие испити да видиме дали сме ги достигнале тие цели кои што сме ги зацртале на почетокот од доведување на програмата. Благодарам. Директоре, убави зборови чувме од дејан. Ме молам, вие како училиште се трудите ли да бидете на линија на таа потреба на германските економичари и стручни лица? Точно така, нашето училиште ги следе тие трендови и чекори и е во тек со сите настани кои што ги организира АХК, делегацијата на германското стопанство. Токму во тој контекст денес се спроведуваат завршни испити за трета и четврта година, односно полуиспит за трета година, кои што за техничар за индустријска мехатроника и од одсекот на електротехничката струка. Вие продуцирате кадри за стопанството, не само за Дрекселмаер, туку овде се и Евана, ИГМ, ФЕНИ и така натаму. Точно така, во делот на дуалното образование ние имаме соработка со многу фирми и компании, односно склучени меморандуми. Исто така, сега во најново време, пред неколку дена, склучивме соработка и со Welcome Trade, фирмата Welcome Trade, каде што наши ученици одат таму на обука и може да спроведуваат обука во таа компанија. Всушност, работата или начинот на подготовката на овие кадри ќе зависи интересот кај идните кадри што треба да дојдат овде. Еве, Дејан овде и ти си овде. Имаме ли можности за привлекување на интерес кај младите луѓе за овие струки? Токму тоа и ни е целта. Значи, затоа го отворивме овој профил во електротехничка струка, профилот техничар за индустријска мехатроника во соработка со АХК, пак да повторам да потенцирам. Нашето училиште, каде што ние бевме директно вклучени во изготвување на тие наставни планови програми, за да што поуспешно да се реализира оваа програма за овој профил. Многу нам завршуваме со одговорот со едно прашање. Многу луѓе ни бегаат од Македонија, подобри плати, подобар заработувачки стандард. Можеме ли да задржиме дел од тој кадар што бега со вакво современо образование кое ќе понуди знаење, меѓутоа и подобри пари? Така, тоа е целта на програмата, значи да им понудиме перспектива на младите да останат тука. Ние очекуваме, значи голем дел од учениците кои што се запишани на оваа програма по завршување на истата да останат во компаниите каде што се обучуваат.